Добро вечер! Мислам дека песната веќе треба да ја смениме. Од кого веќе да се плашиме? Па нема веќе од кого да се плашиме и зошто ќе мора да најдеме нека друга песна. Добро вечер, Железничка. Сакам да ја прашам како сте, како живеете? Во калта живеете? Без вода, без канализација. Гледам дека и осветлувањето не ви е баш многу сјајно. Ама тоа истото ве прашав пред 4 години кога дојдов овде. Исто имаше снег. Ако се сеќавате, тука малку подоле. Тука има некои присутни луѓе од тој разговор. И тогаш некако не ми верувавте. Кога ви кажавме што имаме намера да правиме со Железничка, вие рековте, па добро, ќе видиме. Видовме на 22 март беше тогаш, што направивте и вие и поголем дел на Штипјани, го дадовте својот глас за ДПМН. Тоа многу не ни помага сега, туку ни помага нешто друго. Тогаш ви кажав што имам намера овде да направам во населба Железничка, затоа и што се вика Железничка, затоа што верувам дека живеат овде железни луѓе. Меѓутоа, поминаа 4 години, вашето градоначалниче си седна на фотелјата, убава, си ја среди канцеларијата, тоа само тоа му беше битно и најпросто направи тоа беше. Денес, кога дојдовме овде да видиме каде ќе го правиме овој собир, направивме една обиколка таму по тие долните улици и има што да видите. Вода до колена, кал на сите страни. Димитар Џонов, вашиот комшија, си ја заврши работата, си ја прими жената таму кај што треба, си го прими братот таму кај што треба, братучедите, сите своји блиски, а вие каде останавте? Пак во калта. Во калта нормално. Сега, ајде да се договориме. Зошто дојдовме оваа вечер овде? Ќе дојдеме и пак. И треба овде отворено да ви кажеме дека сето она што го прави оваа власт. Претходните говорници кажа затварање на невини луѓе, малтретирање на работните места, малтретирање на улица, малтретирање дома. Мислам дека стварно доста е. Стварно доста е, треба да се дигнеме, да покажеме што е тоа што не сплотува сите заедно. Мојот другар Зоран Костовски од Народна кажа дека тој е основачот на ВМРО во Штип. Јас му верувам затоа што многу добро се знаеме. А кој остана во ВМРО ДПМН сега? Сите отпадници од сите политички партии, од СДСМ, од 8 директори, 6 се од Социјалдемократскиот сојуз сега во образованието. Директори на болници, на установи, на не знам уште што. Демократска алтернатива. Полека шилото вати и ќе излезе на површина. Кадрите од Демократска алтернатива, како што е премиерот Груевски и градоначалникот Зоранчо, се главните кои што ја решават судбината на овој напатен македонски народ. Сега, зошто вие сте дошле овде да направите, да скрпите по една кукичка, а зошто не сте го направиле тоа во центарот на градот? Сигурно затоа што не сте имале средства да го направите. И видите парадокс. Вчера излегува министерот за финансии и кажува дека се подобрени условите за зимање на кредит. Купи куќа, купи стан.
А денес, па во вестниците пишува дека многу тешко е да се дојде до кредит, скоро невозможна мисија. И се ај видите, од една страна биле олеснети условите да се купи куќа или стан, а од друга страна невозможно. Кој може сега да земе кредит од банка? Никој. Па нормално дека никој, меѓутоа нека се вергла на медиумите, нека се кажува и можеби некој ќе поверува. Лажат некој. Истото тоа се случи со голем дел од вас. Навистина вие важите за една од највамаровската населба и да ви кажем искрено, со чист образ, со чисти мисли и идеи, оваа вечер дојдовме овде да ви кажеме дека вие заслужувате да имате водовод, да имате канализација, да имате подобри улици од ова сега што го имате. Значи, јас не дојдов ова вечер да барам гласови, не дојдов ова вечер да кажуваме шарени приказни, туку ако тогаш барем малку ме послушавте, а разликата беше толку многу малку колку што сте вие жители на ова населба. И секојдневно бројот во ова населба се зголемува. Што бараме од вас? Бараме од вас само да мислите со своите глави. Да направите една добра анализа кој човек на какво место треба да дојде. Дали овие од ДПМН кои што гледат само за себе и за никој друг, или пак луѓе од нашата коалиција кои што имат пред се желба да остават иднина за вашата населба, иднина за Штип. Секојдневно сите од нас се прашуваме дали ќе има избори. Ќе одиме ли на избори? На нив ли ќе ги оставиме власт? Одговорот е ќе одиме на избори само тогаш кога ќе ги исполнат барањата кои што ги постави нашата коалиција. Така е! Што значи тоа? Тоа значи и сега кога ќе дојдат представниците од меѓународните организации кои што ќе вршат притисок врз нас. Дали вие мислите за Македонија? Дали вие мислите Македонија да влезе во Европската Унија? Дали сакате да се реши спорот со името? Да, сакаме. И тоа 100 пати повеќе сакаме од сегашната власт. Меѓутоа, ние не можеме како партија или како коалиција да бидеме монета за подкосурување. Овој пат нашите ставови се гласни и јасни. Да, ќе одиме на избори само тогаш кога ќе се исполнат поставените услови. Немој да мислат сегашните владетели дека добро е. Нема они да излезат на избори, ние ќе направиме вештачка коалиција и ќе ја завршиме работата. Гадно се лажете. Нема да ви дозволиме тоа да го направите. А и да знаете дека вие ќе бидете првите кога ќе сватите, а уште многу малку имате време. Првите ќе бидете кога ќе се молите на сегашната опозиција да се врати во институциите. Зошто? Затоа што само заедно Македонија може да оде напред, а не со поединци од фамилијата како што вие имате овде со Димитар Џонов. Ние секоја вечер се среќаваме со луѓе кои што скришно ни кажуваат повеќе вака не може. Не можеме повеќе да издржиме. Сакам на вас, присутните овде, на тие што слушате од прозорците и на сите оние кои што не се овде ова вечер, да им порачам. Почнавме многу срамежливо. Почнавме со страф. Сите не сме создадени од исти материјал. Меѓутоа, полека гледате дека бројот станува се поголем и поголем. Луѓето сватија дека ова тиранија веќе не може да се истрпи. Затоа, кога ќе дојде денот, не мора никој да знае вие на која политичка опција припаѓате. Ќе ви дојдат емисари,
ќе ви нудат дали имате лична карта нова, дали имате пасош. Ако немате, ајде со нас, ние ќе ви платиме. Тоа веќе го знаеме. Тоа веќе се случува. Отидете, направете го тоа. Ќе ви дојдат луѓе кои што ќе ви нудат по 300, по 500 денари. Земете ги парите. Меѓутоа знаете дека ќе дојдат нови 4 години. Ќе поминат и овие. Ама калта ќе остане. Канализацијата ќе ја нема. Водата ќе ја нема. Ќе зимате вода, навечер ќе копате каналчиња со мали црвца која ќе снема во погорните делови, тогаш ќе викате што направивме. За 300 динара толку, точно, толку. Почитувани сограѓани, сакам да ве поздравам уште еднаш, сакам во иднина да бидеме сите заедно на куп и да победниме на изборите тогаш кога и да дојдат. Благодарам.